Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Постепено намалување на долговите за бесплатен превоз на учениците со помош од државата е единствениот начин за излез од презадолженоста на образовните институции во Кочани, смета градоначалникот Илиев. Преговори со превозникот за отплаќање на долгот веќе имало, а се очекува подршка од Министерството за образование за да се избегне блокирање на сметките на училиштата. Општина Кочани не може сама да го враќа огромниот долг од над 43 милиони денари, односно над 700.000 евра, за бесплатниот превоз на учениците. Без оглед што задолженоста се натрупувала во последните 5 години. Токму на крајот од 2017-та се јавуваат сериозни проблеми со блокада на училишните сметки и тешкоти во нормалното функционирање на образовните установи. Промената на власта на локално ниво во државата, па и во Кочани, како да беше пресвртен момент во кој доверителите бараат нивните побарувања да бидат подмирени, со што буџетските сметки на општините, како основачи на училиштата, се под силен притисок и закана од блокада. Градоначалникот Илиев очекува проблемот во Кочани да се решава со подршка од државата, затоа што и таа има обврска да преземе дел од финансискиот товар. Општината нема да може да најде овие можности, овие средства сама да ги реши и овде несебично ја очекувам поддршката од централната власт и очекувам во наредните денови повик од Министерството за наука да поразговараме и да побараме сите заедно некакво решение кое ќе ги намали на тамошните проблеми. Додека се чека разбирање и помош од ресорното министерство, Илиев веќе презел конкретни чекори за да го избегне блокирањето на општинската сметка, поради високите обврски кон фирмата која го обезбедува превозот на учениците. Имав разговори со давателот на услугата, најдов на одредено разбирање, меѓутоа очигледно и на него времето му тече, бидејќи јас не знам и зошто е чекано толку време да не се решава тој проблем и со доаѓањето, моето доаѓање, проблемот стана прилично горем, училишта веќе се блокираат, ние правиме напори што е во нашата моќ да покажеме добра волја да дел од проблемите ги разрешуваме, односно со некои сукцесивни плаќања, се со цел да го одоброволиме да и тој најде на разбирање се до наоѓањето на решавањето на конечно решавање на проблемот. Висината на сумата во блок дотациите што државата ги исплаќаше во изминатите години за покривање на трошоците на училиштата беа несразмерни во однос на наметнатите обврски на општините да го организираат бесплатниот превоз на учениците. Тоа најсериозно се одрази кај поголемите општини, во кои настава посетуваат и ученици од соседните градови и населени места. А еден од негативните примери е и општина Кочани, каде долговите за превозот се во висина од близу 12% од вкупниот општински буџет. Викендов Кочани беше дел од проектот на кафе со бегалците, чија главна цел е подигање на јавната свест за бегалската криза и проблемите што мигрантите ги имаат на патот до крајната дестинација. На средбата беше прикажано кратко видео, а присутните имаа можност и да поразговараат со дел од бегалците од Сирија. Проектот на USAID за заштита на правата на мигрантите и бегалците во Кочани организираше настан со символичен назив «Кафе со бегалците и мигрантите», што се одржа викендов. На средбата беше прикажан видеоматеријал во кој неколку баратели на азил во Република Македонија ги споделуваат и собствените искуства. Потоа беше оставен и простор за дискусија меѓу присутните, при што тие ги изнесоа собствените ставови и мислења или стравови за бегалците, мигрантите и бегалската криза. Носител на проектот е Македонското здружение на млади правници во соработка со Здруженијето на граѓани за акција против насилство и трговија со луѓе Отворена порта. Целта на овој настан е да се покрене свесноста за бегалците, како и за сите оние ризици, трауми и стресни с кои што тие поминуваат, тргнувајќи од нивните матични држави, па се до нивните земји на потекло, како и да се покрене свеста на луѓето за проблемите и за конкретно за трговијата со луѓе и за криумчарењето кои што се актуелни во контекст на бегалската криза. Поради чувствителноста на темата за која се разговара, различни си и реакциите и мислењата во врска со мигрантите и воопшто со бегалската криза.
Значи имаме различни реакции, позитивни, негативни реакции. Претежно се позитивни реакциите, луѓето се свесни и тоа на некој начин доста ме радува и сметам дека Македонија добро се справува со бегалската криза од хуманитарен аспект и максимално се трудат луѓето да помогнат колку што можат. Средбата Кафе со бегалците се организира низ повеќе градови во Македонија, а целата активност е дел од проектот на USAID за заштита на правата на мигрантите и бегалците. На средбата во Кочани имаше и неколкумина бегалци од Сирија, кои извесен период престојуваат во нашата земја. И освен што почнале да го учат јазикот, ги прифатили и македонските песни. Срцево моје за тебе и не би го дала јас на друг. Македонија е на прво место од земјите во светот каде што умираат најголем број од пациентите кои заболеле од рак на дојка. Сдруженијето Борка одбележа децениски јубилеј во Виница. На Европската црна листа по смртност од рак на дојка Македонија е на прво место од земјите каде што умираат најголем број од пациентите кои заболеле од оваа болест. Оваа информација е застрашувачка ако се земе во предвид дека во повеќето европски земји болеста успешно се лекува. Ова се дел од најфрапантните заклучоци од 10-та национална конференција посветена на ракот на дојка во организација на Сдруженијето за борба против рак Борка за секој нов ден, а кој што ги изнесува еминентни професори и лекари од Европа, повекувајќи се на истражувањата и податоците на Светската здравствена организација. За да се постигне напредок во лекувањето на оваа болест во земјава, која за жал е прва по смртност во Европа, треба да се запазат одредени параметри. Едукација на луѓето и на лекарите, посветени средства на сите видови на нега, пристап до иновации и истражување. Овие пораки ги упатија и членовите на Борка кои во Виница одбележаа 10 години јубилеј во организација на МАК Прогрес и Александар Парк, а во координација со нивниот представник од Виница Снежана Секуловска, која поздравувајќи ги присутните борки, рече дека треба да го цениме секој миг од животот, отие еден и неповторлив. Таа ги поздрави присутните жени од Виница, Велес, Струмица, Кавадарци и Кочани. Јас знам тоа баш нароси, ако си кажеш дека ќе успеам и ќе се борам и ќе победам болеста, може. Ама сепак, кога ги одам по болниците, по ходниците, кога зборувам, секогаш апелирам, значи редовни прегледи, екопрегледи, кога има потреба од мамографски прегледи, зашто ако болеста се открие во ран стадиум, тогаш жената спасуваме еден човечки живот, здравството го чини многу помалку лекувањето, зашто знаеме дека хемотерапиите се едни од најскапите лекови кои што може да се дадат за малигно заболение. Она што може да се констатира воедно и да се апелира е дека кај нас апарати за диагностицирање има, но фали обучен кадар и не секој знае да ги прочита резултатите. Се повеќе жени доаѓаат со погрешни диагнози, вели Секуловска. Токму тоа и се случило и на Атина Саздова, член на Борка, која што поради погрешна диагноза ги загубила двете дојки и цели 15 години поминува низ болничките ходници. Жените оболени од рак на дојка на матка би требало да бидат третирани како еден вид инвалиди затоа што тие изгубиле дел од своето тело и да бидат почитувани во друштвото и да им се олесни работата. Жена оперирана со вакви трауми не би можела да работи секаква работа. Кога човек ќе разбере дека е болен од ваква тешка болест, нормално во првиот момент психолошки се паѓа доста и целата, не само јас, него и целата фамилија, а после тоа, кога се направи, мислам, првите испитувања, така се добија една така поголема сигурност дека тоа ќе може да се среди, да се оперира и да се излечи на некој начин. Деценискиот јубилеј беше заокружен со богата лотарија подржана од повеќе приватни фирми од Кочани и Виница, а средствата од истата беа уплатени на жиросметка на Сдруженијето Борка. Етновешта жена по пети пат во Кочани. Жените повторно ја покажаа својата вештина и хуманост и подготвија традиционални убави трпези.
Манифестацијата од годинава доби и поинаков карактер, со вклучување на деца кои што изработуваа форми од пластелин. Жените од Кочани се хумани. Тоа го покажаа на манифестацијата Етно вешта жена, што по пети пат се организираше во Кочани. Припадничките на понежниот пол, кои самите се пријавија за да ја покажат својата хуманност, подготвија разни кулинарски специјалитети што беа изложени на свечено украсена трпеза. Јадењето беше подготвено во етно стил, од разни сукани баници, јадења од ориз до благи и солени етно специјалитети, баклави и алва. Традиционалните јадења беа на продажба. Хуманоста се покажа на дело, оти се што беше подготвено, беше и продадено. Од ланската година манифестацијата доби и регионален карактер. Учествуваа жени од Кочани, Виница и Македонска Каменица, а новитет од годинава е што учествуваат и деца кои што правеа изработки од пластелин. Етно вешта жена представува дел од нашето однесување према околината, а тоа се дечињата со посебни потреби, за кои посебно во месец декември обрнуваме внимание. Етно вешта жена, поврзана оваа година, избираме и вешто дете. Тоа значи, според нашите видувања, децата толку многу се со мобилните телефони, со интернет, со Фејсбук. За мене Фејсбукот е само вештачка творевина, во која што децата меѓусебно нема некоја посебна љубов. Се извинувам. А преку ова, тие работат со пластелин, прават според нивните убедувања како сакаат и што сакаат, со тоа што ова се што ќе го направат вечерва, по пат на лицитација ќе се продава, средствата нивни што ќе се соберат, ќе бидат наменети во чест на денот на пролета, ќе се направи голем караван со сите дечиња, учесници на Етно вешта жена, од сите градови, еднодневен излет до Дојран, каде што меѓусебно ќе се сретнат. Презадоволна сум од посетеноста на жените, меѓутоа ме радува фактот дека оваа година имаме измена во организацијата на Етно вешта жена, во која се вклучени дечиња до 11 години, кои се вешти, со своите вешти рачиња ги прават фигурите од пастелин. Со тоа тие учествуваат во наградна игра и парите што ќе бидат соберени ќе ги водат на еднодневна екскурзија во Дојран, каде што ќе се сретнат со сите дечиња од цела Македонија. Јас сум презадоволна од продолжувањето на манифестацијата, па и презадоволна сум бидејќи сме гости на Каменица, Виница и Пехчево. Значи имаме 3 маси, Пехчево ни се само гости, се надевам дека наредната година ќе бидат вклучени и тие. Ќе продолжиме традицијата да излегуваат млади вешти дечиња и жени со фондан. Бев невеста пред 20 години. Тоа беше иницијативата да биде соборџиска маса. Кај нас младите невести после свадбата ги водат на еден ритуал, на еден собор. Мене ме водеа на соборот Петков ден. Јас таму бев млада невеста, значи беше постелено само нена маса, беше на пешкирче и ние тоа што го носиме на соборот вечерва донесовме само дел. Бидејќи традицијата се менува, ние сакаме да сме малку модерни, па нешто модернизираме, значи и во квалитетот, но и во самото правење, да, се изменува. Токму затоа, значи денес сакавме она традиционалното да го внесеме во Етно вешта жена и нашата соборџиска маса. Тоа е навистина една многу интересна идеја која што потикна од главната организаторка Снежана Стојановска-Жана, се со цел не само да се прошири големото семејство на вешти жени, кои што брои илјадници жени од сите градови од нашава земја, туку ете да ги вклучиме и најмладите генерации, да им дадеме можност да бидат креативни, да се чувствуваат и тие вешти, затоа што тие се наследниците и днината на вешта жени на нашата земја. Сите сме родители, сите знаеме колку време децата поминуваат на своите мобилни телефони, пред компјутерите, пред телевизорите, сега им даваме можност да прават нешто друго, да имаат еднакво поинакво дружење, да се забавуваат и се разбира за сето тоа добиваат во сите градови учесниците благодарници, вешто дете што верувајте носат блескави насмевки на нивните лица и сигурно дека многу им значат.
Инаку манифестацијата се одржува во 15 градови од Републикава, откаде што ќе се изберат по 5 јадења, кои потоа ќе бидат објавени во заедничка брошура со стари традиционални рецепти. Со рекреативен марш до местноста Раткова скала, изведничкиот одред Ластовица ги превршува активностите на терен за оваа календарска година. До почетокот на пролетната сезона ќе се продолжи со теоретска обука за ориентација во природа и со други извиднички вештини, што ќе се изведуваат во затворен простор. Пред крајот на оваа сезона, извидничкиот одред Ластовица од Кочани ги превршува своите активности на терен, што беа најавувани како извидничка офанзива. Членовите на одредот ги искористија поволните временски услови во последниот ноемвриски викенд и организираа извиднички марш до местноста Раткова скала. На маршот учествуваат 30 извидници, од кои најголем дел беа ученици на возраст од 13 до 16 години. Со превоз што го обезбеди локалната самоуправа на општина Кочани, извидниците најпрво им беа префрлени до планинскиот центар Пониква, од каде кон зацртаната цел се упатија пеш. Рутата беше во должина од 12 километри, при што во просек имаше околу 4 часа активно пешачење. Од извидничкиот одред потенцираат дека претходно планираниот правец на патеката до Раткова скала морал да биде коригиран, а пешачењето да се пренасочи во друг правец, со оглед што во близина на самиот локалитет имало ловци на диви свињи. Поради тоа старешините на одредот не сакале да ризикуваат кога станува збор за безбедноста на децата. Сепак, сите успешно стигнале до целта, каде во прекрасни временски услови и добро расположение имале можност да се запознаат со природните убавини на Осоговијата. Во текот на зимскиот период, извидниците од Ластовица ќе продолжат со активности, пред се со теоретска обука и изучување на извидничките вештини за спасување, ориентација и преживување во природа, што ќе се изведува во затворен простор. Божикните пости се востановени во чест на раѓањето на Исус Христос. Започнуваат од вторник, 28 ноември и траат до 6 јануари идната година. Освен телесниот, важен е и духовниот пост, подсетуваат свештениците. Расте бројот на верници кои што постат пред Божик. Во последно време, посебно пред големите пости, верниците се повеќе се советуваат како да постат и какво е значењето и целта на постот. Според свештениците, младите го издржуваат целиот пост, за разлика од повозрастните верници, кои обично го избегнуваат постот, односно постат само првата и последната недела и потоа сакат да се причестат. Затоа свештениците со апел да се пости според правилото на црквата, а не да се третира како диета, оти може да ја наруши вистинската смисла на божикното празнување. Освен во храната, верниците треба да се воздржуваат од лоши мисли, односно важен е духовниот пост, велат свештениците. Од вторник на 28 ноември започнуваат божикните пости. Само ти ме кажува дека се востанови во чест на еден од најголемите христијански празници, тоа е Рождеството Христово. Според типикот пропишан од православната црква, тие се постат на следниот начин, значи среда и петок е строг пост, понеделник, вторник и четврток е дозволена употреба на масло и на вино, додека сабота и недела и на големите празници е благословено употреба и на риба. Од хертологијата, од историјата знаеме дека овој пост е востановен уште од првите векови на постоењето на христијанството. Значи самите верници се подготвувале со, да речеме, со оној духовен пост, со засилена молитва, размислувале повеќе за своите греови, правеле повеќе добри дела, мислеле на сиромасите, се со цел, нели, подвижнички и радосно да пречекат радосната вест за Христовото раѓање. Она што е најсуштествено и најважно е да се посвети повеќе внимание на духовниот пост, односно за нашето созрцување, нашето размислување за Бога, нашата помош, нашите добри дела, бидејќи светиот апостол Павле вели, залудна е нашата вера ако ги немаме добрите дела. Значи, ако не барем во овој период на пост, засилено да се молиме, да правиме повеќе добри дела, да не ги забораваме сиромашните и сираците. Човечката душа, додава Јакон Арсовски, ослободена од лоши мисли и дела, овозможува поголема љубов кон своите блиски. Важна е и исповета пред духовен отец, но и вистинско покаяние, додава Арсовски. Продолжува организирањето на духовните трибини, што во организација на граѓанското здружение Воскресение се одржува во библиотеката Искра во Кочани.
Во петокот беше објаснет третиот дел од толкување на символот на верата. Символот на верата представува кратко и јасно исповедување на христијанската вера. Уште од првите векови на христијанството се појавила потреба верата да се искаже во еден краток текст, посебно кај оние кои се крштевале, кои требало пред црквата да ја исповедаат својата вера и преку едно такво кратко и јасно утврдено исповедање на верата да се заштити христијанството од бројните ереси кои тогаш ги имало. Во почетокот имало повеќе символи на верата кои ги пишувале помесните локални православни цркви, а ги одобрувал епископот, кои по суштина биле исти, а се разликувале по формата. Така било се додека не се напишал и донел единствениот унифициран символ на верата на првиот Вселенски собор во Никеја од 325 година. Овие и други податоци беа изнесени на духовната трибина на тема толкување на символот на верата трет дел, што се одржа во билетеката Искра во Кочани. Истата е во организација на Воскресение граѓанско здружение од Кочани, а присутни беа граѓани и верници од градот и околината. Предавач е ѓакон Димитар Расовски, а трибините се со благослов на владиката Иларион. Знаеме дека по Божите, во Божјото својство Бог не е конкретна е личност, но не е нема тело како нас луѓето, туку Бог е дух и како дејствува, односно живее како една монада, како една проста единка. Значи едноставен по својата природа, но поради нашата човечка слабост, нашата помрачност, нашата несовршеност, почнувајќи од самиот факт дека ние сме создадени како луѓе, не сме вечни како Бога, не можеме со нашиот ограничен и помрачен разум да разбереме таа тајна и токму тајната на троичноста ја прифаќаме како апсолутна вера, а знаеме дека и веќе во првите страни на Библијата, односно каде што се зборува најпрви во првата книга Мојсеева, кога Бог откако ги создал сите твари на земјата, кога го создава, пред да го создаде човекот, тоа се во јазикот на богословието се нарекува совет на предвечната троица. Во Библијата е запишано и тогаш Бог рече: ајде да создадеме човек. Од граѓанската организација Воскресение истакнуваат дека со вакви духовни трибини кои што имаат за цел едуцирање на населението во духот на православната вера, ќе се продолжи во текот на следниот период. Следува информацијата од спортот. Викендов се одиграа редовните кола во првенствата на првата женска фудбалска лига и во втората лига Исток. Женскиот фудбалски клуб Кочани во Велес загуби од Борец со 5:1, а Осогово доживеа пораз од 2:0 од Саса во Македонска Каменица. Кошаркарите на Баскет Дино во третата лига како домаќини го победија Дамвер од Гостивар, а пинг-понгарите на Кочани беа подобри од Скопски Студент. Последното есенско 14-то коло во првенството на втората фудбалска лига Исток не донесе резултатска добивка за екипата на Осогово, која викендов гостуваше во Македонска Каменица против Саса. Домакините победија со 2:0 и ја остварија главната цел да ги освојат бодовите и да се одлепат од дното на табелата. Гостите од Кочани пак, иако не прикажаа толку слаба игра и имаа неколку шанси пред противничкиот гол, сепак на крајот со наведнати глави го напуштија теренот. Првиот посериозен удар што можеше да им донесе водство го имаа уште на самиот почеток од надпреварот, но топката заврши во пречката, пошто дојде и казната. Во 35-та минута домашниот играч Златковски го донесе водството за Саса, а до крајот на полувремето имаше уште неколку шанси за погодок на двете страни. Посебно за одбележување е што неколку минути пред да се отиде на пауза, жолто-сините имаа 100% прилика да го изедначат резултатот, но не успеа од само 2 метри да го погодат празниот гол на домакините. Во текот на целото второ полувреме пак, играта главно се одвиваше на средината на теренот, иако домакините имаа неколку можности да го зголемат водството. Тоа им успеа дури во 85-та минута, кога домашниот напаѓач Паунов со соло продор и прецизен удар во горниот десен агол на голот на Осогово го постави конечниот резултат 2:0 за Саса. Со 10-тиот пораз, Кочанскиот второлигаш на крајот од есенскиот дел на првенството останува на последното место на табелата со само 8 бода, а есенски шампион е Беласица. Продолжението во пролетниот дел е закажено за 3 март, а Осогово тогаш ќе биде слободно.
Во неделата се одигра и 9-то коло од првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Како што се очекуваше, женскиот фудбалски клуб Кочани имаше тешко гостување во Велес против тимот на Борец и загуби со 5:1. Велешанки потврдија дека сезонава играат одлично и како домакинки и во гости, па со новите 3 бода и подобрата гол разлика од екипите на Атлетико и Статов го задржаа третото место на табелата. Кочанскиот прволигашки тим пак со досегашните 10 бода се наоѓа на 7-та позиција, но и таквата ситуација може да биде само привремена, со оглед што во следното 10-то коло ќе игра во гости против Топ Гол од Битола, екипа која има само 1 бод помалку и 1 место подолу. Во третата кошаркарска лига се одигра 6-то коло, во кое Баскет Дино на домашен терен ја победи екипата на Дамвер од Гостивар со резултат 94:71. Момчињата на тренерот Сашо Лазаров релативно лесно дојдоа до бодовите, со оглед што гостиварци немаат ниту една победа во овгодишното првенство и се на последното место. Во текот на првите 3 четвртини тие имаа предност од 15 на коша, а само во последната четвртина попуштија во нападите и им дозволија на гостите да ја добијат со 1 поен, што сепак не влијаеше на крајниот резултат. Со 10 бода Баскет Дино го дели третото место со тимот на Пинк Пантери, а во следното коло ќе гостува во Неготино против екипата на Спорт Тим, која во моментот е второпласирана. По 3-неделна пауза во неделата се одигра и 7-то коло во првата пинг-понгарска лига, во која екипата на Кочани се сретна со Студент од Скопје. Нашите пинг-понгари беа подобри и победија со 4:0, со што по завршувањето на првиот дел од првенството го делат второто место на табелата со битолските екипи Мултитекс и Пелистер. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.